Николовски, добар ден, добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Да, еве, слушнавме, владата го разгледа, го усвои предлог на уставните измени во собраниска процедура. Познат е ставот веќе речиси година дена на ВМРО ДПМН во однос на уставните измени, но како еве ќе се однесува пратеничката група на ВМРО ДПМН при Комисијата за уставни прашања каде што ќе се разгледува. Тоа е, ставот на партијата е јасен, ние не поддржуваме уставни измени под бугарски диктат, така што јасно е нема што тука дополнително да додаваме или да одземаме. Година дена власта ја влече оваа тема во јавноста, година дена раскажуваат приказки дека има мнозинство. Добро е што ќе дојде во собранието за да се увери целата јавност дека нема мнозинство и дека ни еден пратеник од ВМРО ДПМН и коалицијата нема гласа за отварање на уставот. Така што лошо е што државата е ставена во една ваква ситуација да се дискутира за македонскиот национален идентитет, засебност на македонската историја, култура и јазик, но од друга страна добро е што конечно целата вистина ќе излезе на виделина. Добро, еве, изминатава недела засилена дипломатска активност, представници од Вишеградската група, Вајмарската група, деновиве со вас исто така средби. Има ли одредени лобирања? Јас често слушам во вашите изјави, не преферирате збор притисок и јас не се согласувам со тој, дали можеби лобирање некакви за да, има доаѓаат со нивните позиции, ги презентираат, ние ги презентираме нашите позиции, го кажуваме она што го кажуваме во јавност, нема нешто таму спектакуларно ново што јавноста не го знае, се поздравуваме и завршува состанокот и тоа е тоа. Кај нас тие работи не поминуваат, затоа што имаме јасен и цврст став и тоа е всушност ставот кој што го дели мнозинството од населението. 85% од етничките македонци се против уставни измени, а токму етничките македонци се загрозени од овие бугарски барања, така што ставот е јасен и тој став е конзистентен, непроменлив. Да, но претпоставувам дека во диалогот се посочува фактот дека ова е последното што треба да го направи Македонија, дека нема Софија нови барања да има, последното немаме таков впечаток од разговорите. До сега никој не дал гаранција дека ова е последно барање на Бугарија и тоа е најголемиот проблем, што никој не гарантира дека за 6 до 12 месеци нема да има ново бугарско вето, например за националната определба на Гоце Делчев или за вечното почивалиште на Гоце Делчев, дали треба да е во црквата Свети Спас во Скопје или треба да е во Благоевград како што сега бараат одредени кругови во Бугарија. Така што никој не гарантира и никој не дава гаранција дека ова ќе е последно барање на Бугарија и тоа е една од причините за што сме против. Но како би се излегло од условно кажано таквиот ќорсокак доколку еве за сега мнозинството двотретинското не е обезбедено, кога од Брисел јасната порака дека сега е ова или застанувате на патот? Па тука има два елементи. Првиот елемент е што во Македонија се најде влада, тоа е оваа влада на СДСМ и на ДУИ, која што прифати се што бугарската страна бара 150 години назад. Това не се нови барања од Бугарија, овие се барања од основањето на бугарската држава до денес. И тоа е првиот проблем на Македонија, што има влада што ова го прифатила. Така што барањава не се од Европска унија, туку се барањата прифатени од влада во Македонија, која што вели дека ова е одлично. Колку е одлично, еве кажува народот со мислењето кое што го изразува. А вториот дел, колку и да звучи дека едното не е поврзано со другото, е поврзано со борбата со организираниот криминал и корупција. Имено голем број големи земји членки на Европската унија, при тоа не мислам на Германија, мислат дека Македонија не е спремна за почеток на преговори заради високото ниво на криминал и корупција кој што ги има во моментов во Македонија и ја користат Бугарија само како добар изговор со цел да не треба тие да ставаат вето. Да се променат состојбите во Македонија, да се удри корупцијата и криминалот во чело, ќе видите како притисокот од Скопје ќе се префрли во Софија, затоа што не знам јавноста дали има забележено, досега никој не ја притиска Софија. Никој не отишол во Софија да бара било што од Софија, сите доаѓаат во Скопје. Зошто? Затоа што во Скопје работите не се такви какви што треба да се. Од друга страна има влада која што прифаќа се што бугарите бараат и велат, ајде, овие се корумпирани, има високо ниво на криминалитет во државата, но прифаќаат тоа што нивниот сосед бара, па некако да се движи процесот. Ако внимателно ги гледате нивните изјави, никој досега не спомнал членство на Македонија во Европската унија, сите зборуваат почеток на преговори и никој не спомнал завршување на преговорите за членство со Европската унија, туку сите зборуваат само почеток на преговори, што јасно
говори во насока на ова што го зборувам, дека многу земји членки сметаат дека Македонија не е спремна. Всушност и еден амбасадор на таква земја членка тоа јавно го кажа пред околу месец дена. Според ова, очигледно можеби одговорот може да се претпостави, но е прашањето. Поблиску сме до усвојувањето на предлог уставните измени и до предвремени избори. Уставни измени нема да се усвојат сигурно, а во однос на предвремени избори се потребни 61 пратеник. Дали ќе има расположение или некои партиите во власта, јас не можам да претпоставам. Добро е за државата да има ден поскоро избори, затоа што е во исклучително лоша состојба, но едното не би го поврзало со другото. Добро. Затоа што нашиот став, се извинувам, е јасен и не зависи од изборите. Значи, уставни измени под бугарски диктат, ниво ова, ниво следно, ниво тоа, после него собрание, ние нема гласаме. Добро, секако еве покрај ова ситуација со предлог уставните измени, актуелно и последните случувања во однос на концесиите за рудникот Иловица, протест на струмичани, па потоа ретерирање на ставовите во одредени министри во владата, дека треба дополнително да се разгледа, иако беше најавено за вчера, сепак на следна наредна седница според сопштенијето од Илинденска дека ќе се разгледува тоа, но малку можеби симптоматично премиерот Ковачевски вели представници од Министерството за економија треба целата документација да ја представат. Не директно прстот вперување во Бектеши. Може ли тука да се бара некое... Видете, да сме најасно. Отварањето на рудникот е коалицијски договор помеѓу СДСМ и ДУИ. Тоа што не го очекуваа е таквата реакција на народот и толку голем протест како тој што се случи во саботата во Струмица. Откако се случи протестот, не знаат како да ја менаџираат ситуацијата, имајќи предвид дека се сочени со огромен револт на населението во Струмичко, кое што е спремно и физички да не дозволи да почне работа на тој рудник. И сега се обидуваат да ја извадат ситуацијата. Нити министрите не биле информирани, нити точката била случајно ставена на дневен ред, нити некој не знаел. Ова си е договорена работа од предходно, затоа што да не беше така, ќе кажеа дека не знаеле пред да се случи протестот во саботата, а не откако се случи протестот во саботата. Уште еднаш ја изманипулира јавноста со најавата дека во вторник на седница на влада тие најавува дека ќе се одземе концесијата, не дека ќе се разговара. Да, и дека ќе биде преиспитана одлуката. Сега велат ќе одложиме за една недела и ќе разговараме, што оди на насока на купување на време, но нека не се лажат, населението во Струмичкиот крај е будно и ќе има жестока реакција на секој следен чекор кој што ќе во насока на отварање на рудник. Да, сепак Ковачевски, односно владата, но и СДСМ го вперија уставно кажано кон ВМРО-ДПМН, поточно кон владата што ја предводеше екс-премиер Груевски 2012 година, дека тогаш концесијата секогаш кога се нема одговори се обвинува некој предходно. Ова е влада која што влезе во 7 година мандат и во 6 цели години мандат можеле се што мислеле дека треба да се направи да се направи, се што мислеле дека не треба да се направи, не треба да се направи. Смешно мислам дека е да се бараат такви образложенија, иначе суштината на проблемот не е самото издавање на концесија, туку е кој стои позади таа концесија. Позади таа концесија стои еден од најголемите бугарски олигарси, кој што влезе таму договорно помеѓу тогашната влада на Борисов и на Заев, кој што се занимава со рударство и со метали и неметали, и стои семејството Дестани преку фирмата Еколог, блиски на политичката партија ДУИ, и така е направена спојката таму. Така што суштината на проблемот е природата на капитал кој што влегува, кој што говори дека таму нема шанса да се реализира проект кој што би бил еколошки одржлив, од причина што овие не влегуваат таму да ја штитат животната средина, туку влегуваат да прават пари. Добро, вие секако веднаш и наредниот ден после тоа побаравте не само одговорност од Бектеши, но и од министрите, затоа што на крај крајва тие дали знаеле или не знаеле што гласаат, сепак по документацијата треба да се направи увид. Како е можно да на дневен ред се дојде на седница на влада едно такво значајно прашање, а потоа да речеме дека па не било доволно видено, па сега повторно ќе разгледаме. Сите сме свесни дека е тоа детска лага, дека не е можно и дека е тоа координирана работа. Сепак се работи за влада, не може кој што сака таму да постави на дневен ред, но после протестот се обидуваат да се вадат и да се перат, иако не може да го направат. Тоа вакви детски приказни не поминуваат. Но во секој случај и ставот и на СДСМ е дека нема да се дозволи, ќе се почитува волјата на граѓаните, но веројатно нема да се дозволи. Не е така. Едно е став, друго е пракса. Тие водат влада. Ако тој им е ставот, тоа што треба на седница на влада да ја одземат концесијата. Не може да имаат став против, а на седница на влада да дозволуваат концесија. Тоа е истата политичка партија и истите луѓе.
Добро, еве ке денеска министерот за економија Бектеши на брифинг веројатно ќе да објасни, ќе видиме што конкретно се работи. Ќе се вратам повторно на еве работата во собранието. Тешко оди со почеток на нови седници, неколку многу заостанати каде што треба се разградени, но не е направено гласањето. Проблемот е во кворумот на мнозинството? Да, ние правиме активна блокада, тоа го правиме со месеци, чија што цел се предвремени парламентарни избори, така што мнозинството кое што е на стаклени нозе треба да си обезбедува кворум, имајќи предвид дека се на стаклени нозе, тешко го прават тоа. На некој начин е и добро, затоа што има многу штетни закони кои што треба да сакаат да ги поменат во собранието, на овој начин ги блокираме. Има еве последните случувања во условно кажано со огнената група во ДУИ, па фактички тие тројца пратеници не се веќе членови на партијата. Можно или според вас и вашите очекувања да дојдат побрзо до тие предвремени апропо нивните ставови, иако за сега чинам дека ситуацијата е таа. Овие тројца пратеници не ја поддржаа владата и кога се гласаше. Гума за спасување на оваа влада фрли Арбен Таравари. Јасно е зошто, тоа го презентиравме во јавност, заради две куќи во Тафталиџе, за него и за министерот за здравство, така што успеа една политичка партија која што беше надеж на македонската политичка сцена да ја уништи заради лични интереси. Тоа е вистината за обстојот на оваа влада и за улогата на Арбен Таравари во оваа влада, како веројатно најголемо разочарување на македонската политичка сцена, и тој има исто одговорност и колку СДСМ, дали со Заев, дали со Ковачевски, и ДУИ на Ахмети, исто и тој има еднаква одговорност за состојбата во која што е Македонија, затоа што успеа сите идеали на собственото политичко движење и на народот кој што го представува да ги продаде за ситни интереси. Александар Николовски, потпредседател на ВМРО ДПМН, благодарам за учеството во вестите. Благодарам, беше задоволство.